Затоа обовезно треба телефонот да биде ставен на снимање. Па да видите после што се уствари ние можеме да изнакажеме, а? Добра, ама има добра опција. Ако порано ја немало, сега има добра опција и навистина треба да бидеме мудри, да ги запишуваме, да ги снимаме работите, зашто гледаат. Надвор ќе излезеш по скалите и заборев толку ми беше убаво, сакам да го кажем. Сме битија на заборав, некогаш свесно, некогаш несвесно. Има кратка и долга меморија, кај секој еден. И така брз стана животот, што се во кратка меморија става. На 3 чекори да заборавиме. Зошто? Што нова слика на телефонот, нова слика на телефонот. И верувам дека еден од проблемите што и секој родител се соочува е баш тој телефон. Зошто стварно децата знаат да премногу да бидат на нив, знаат родителите премногу да бидат зафатени и премногу да ги дозволат. Ово кажувам како некој што сака да види еден родител, но и како некој што гледа околу, дека навистина мора да ги приметуваме тие нешта. А колку сака нека се модерни. Колку сака нека се на добар глас во моментот. И да бидеме умерени во се, најверојатно е добра полука за сите нас. Павле кажува дури побожноста со чувството на доволност е голема придобивка. Амин. Дури побожноста со чувството на доволност е голема придобивка. И ја верувам во тоа. Ја верувам дека сме толку го разбрале Божјото срце, што навистина ќе нема да се работи за нас, него ќе се работи за Него. Амин. И ќе спомнам нешто во текот на проповед околу тоа. Ајде се помолиме прво. Тато, фала Ти за оваа служба, Господе. Фала Ти за ова славење, Господе. Фала Ти, Господе, што Ти си ги даде и воздишките да можеме да прославиме, Господе. Јас Ти благодарам што навистина Ти не водиш, Господе. Твоите ангели не водат, Господе, во што се нарекува обожавање на Твоето лице, на Твоето дело, Господе, на крстот, Господе, на Твоето воскресение, Господе. Фала Ти, Господе, што денес Ти имаш за секој еден. Не по нешто, Господе, него по многу. Зашто Ти си Бог на многу, не си Бог на малку. Фала Ти, Господе, што навистина тоа чувство на доволност не прави уште поздрали да можеме да уште посмело да пристапуваме на оние што не Те познаваат и да им кажеме да. Исус се помири со вас. И ја дојдов тоа да ви го кажам. Фала Ти, Господе, за секој едно дело во нашиот живот, секој едно исцеление во нашиот живот, секој една акција Твоја во нашиот живот, Господе. Благослови не, Господе, како што си не благословувал, така и продолжи. Фала Ти во Твоето најсвето име Исус. Амен. Додека славевме, убаво е некојаш имаме многу зборови. Навистина, да славиме со многу зборови, но воздишките се тука да кажат многу повеќе понекогаш од може би 1000 зборови. И понекогаш сакам да сум човек што ќе им даде зборови на воздишките, но си викам не мора се да пополнуваме со зборови. Господ знае се. А и ние многу сме кажале. Така да му благодарам на Бог за воздишките. Амин. Вау. Пред да почнам да зборувам оно што е, мислам дека веќе запишано Матеј 6:33, можно е живот без паника. Не знам дали некој размислувал последно време на оваа тема, дали се соочува со овој проблем, ако можам да кажам, со ова нешто што знае да биде присутно во нашите животи, но верувате дека можно е да имаме живот без паника. Или да пробаме да стекнеме доверба во Бог, за да видиме дека навистина може да не паничиме.
има простор, има начин, има можност да му веруваме на Бог. И да останеме на таа позиција. Проблемите се проблеми, кадаринка. Викаат, урлаат, али ние имаме доверба во Бог. И можем на крај на службата да се молиме едноставно да кој се случува со панични напади или воопшто паника на панично реагирање, да едноставно си оди во името на Исус што нема потреба. Амин. Амин. Колку збореше за праведност, без да знае, што не може да знае, кога ја во 3 сата да спрема проповедта за Велево. Вики спомна во славење, песните ги пеја. Ја тога сум пишал дека праведност е да стоиш исправен пред Бог. Наједноставно некако. Нели, можеме да зборуваме многу, ама праведност е да стоиш исправен пред Бог. Или што? Дека Исус те направил исправен пред Него. Да. И сега, запишав една интересна духовна вежба, што може да си ја пробувате по дома, не мора тука, али ако сакате можете. Дека најдобра духовна вежба е да знаеш дека стоиш исправен пред Бог и да клекнеш да се молиш. Ја ги нареков духовни чучњеви. Не можеме да клечиме, верувајте, пред Бог, ако не знаеме дека сме исправни пред Бог. И така да тие некои духовни чучњеви биле. Јас сум исправен пред Бог и затоа можам да клекнам и да се молам. Не мора да пробувам. Ја пробувам, ама со резерва. Али убавината во овие духовни чучњеви е што не можете да се повредите. Физички се тешки, не ги пробувате одма. Некој што веќе вежба знае, може и може. Кога одем на физикално ми кажа некои вежби, ако имате проблеми со кукови, нели рекоа пластичен кук, немојте да ги правите, колкови. Но оваа духовна вежба нема повреда. Практикувајте. Тоа да сте сигурни во дека сте исправни пред Бог, зашто Христос така ве направи и дека можете што и да побарате во Негово име да ви биде дадено. Амин. Да. Неразбирањето на улогата на барање на Божјото царство и неговата праведност може да донесе до црковна плиткост, пише. Зошто? Зашто тоа значи да прифатиш мислење дека поради тоа што можеби ти мислиш дека немаш повик, или можеби не си препознаен, тебе едноставно ти преостанува да го изгораш животот и да ги обавиш само грубо верските обврски во црквата. Неразбирањето дека Божјото царство е меѓу нас може да донесе некоја плиткост, каде што ние го гураме животот. Некогаш е двај, некои се посилни па гураат, буткаат посигурно, подцврсто, но се губат во тоа гурање, во тоа буткање и да извршуваме само духовна плиткост или духовни верски обврски околу црквата, што најповеќе се религиозни. Затоа е толку битно откровението дека Божјото царство е во нас, е помеѓу нас, е околу нас. Зашто ако има Божјо царство, има цар, или повеќе цареви, или има прв цар што не направи цареви, ако има Божјо царство, има ред, има нешто што го карактеризира оно што го прочита Коки, а тоа е радост, праведност и мир. Сите царства се карактеризираат по нешто. Александар владеел така, не знам, римјаните, некои кажат уште владееле. Браво за нив. Да, али римјаните се карактеризираат по тоа што каде што да града инфраструктури, беа ригорозни, беа брутални во одржување на редот и на мирот. Но ова Божјо царство што додека се избореше никако да го видат, зашто не погледнаа во себе. И со цело време тоа им посочуваше. Никако да го видат. Ова царство се карактеризира со праведност, радост и мир. Каде? Во Светиот Дух. Амин. Во Светиот Дух. Така да,
разбирањето на тоа дека најпрво Божјото царство и се друго второстепено ќе наносило подлаво ќе води. Не во религиозно исполнување на нашите врски. И сум пишал, Божјото царство има трансформативна моќ поголема него што мислиме. Тоа не затекнува таму каде што сме, не трансформира и не употребува за трансформација исто таму каде што сме. Зошто го кажувам ова? Зашто нашата перцепција била некогаш дека ако дојдат луѓето во црква или ако привлечеме, или ако, пошто од нас зависи многу работи, им кажеме Господ ќе ги сретни и ќе ги трансформира. Но не е секогаш така. Зошто човекот што се нарекува христијанин има надеж до последно за човекот што не покажал дека е спасен во неговиот живот? Зашто го знае Бог дека може да го сретне тој човек и до последно таму каде што е. До последно значи до последниот здив. И тоа е најголемото храбрување што јас некогаш сум го слушнал во мојот живот. И ослободување. Тоа ослободува од бреме. Од друга страна ти дава ветување. Дека Бог е добар Бог до последно. Амин. Најде го Исаија 51, први стих, до 3 ќе ги прочитам. Послушајте ме вие, што копнеете за правда, вие кои го барате Господа. Погледате ја карпата од која сте исечени и длабочината на јамата од која сте излечени. Погледате го Аврам, вашиот татко, и Сара, која ве родила, зашто јас го повикав него кога беше сам, го благословив и го умножив. Така Господ ќе го утеши Сион, ќе ги утеши сите негови урнатини и ќе ги направи пустините негови како рај. И степите негови како градина Господова. Радост и веселба ќе има во него, славопои и пеење на песни. Ова е големо ветување дека Бог работи на нашите сушни периоди, на нашите сушни, како да ги наречам, состојби. Зашто ние сме повикани кон Сион, кон гората Господова, да заедно сега го славиме Бог. Повикани сме да не се фалиме со праведност, туку да го фалиме Бог со нея. Амин. Едноставно. Убавината на едноставноста е, не знам, колко каква страшна работа. Најде го Римјани 3, 26-27, за да го потврдам ова. Некои работи треба да се потврдат со стих, за да ни бидат појасни. За да ја покаже својата праведност во сегашноста, за самиот да биде праведен и за да го оправда оној кој верува во Исус. И така, каде е тогаш пофалбата? Исклучена. Според кој закон? Дали според законот на делата? Не, туку според законот на верата. Амин. Исклучена е фалбата, зашто знаеме дека Он не оправда, а не се оправдаме ние сами. Он не оправда, а не ние сами. И затоа сум пишал дека свесноста дека старото помине и се стана ново, не води во разбирање дека сме праведни. Таа свесност дека Христос на крстот направи се ново. Еве правам се ново, каже Исаија. Правам пат низ степите, реки низ пустините. За оваа тема сум зборувал многу, што е пат низ степите, река низ пустините. Зошто не оаза? И дајде да го повториме. Зошто Исаија не употребува оаза од најубавите места во пустината? Зошто ја снемува?
Зашто знае преку ноќ да ја снема. Зашто оазата е прибежиште и ние сите имаме во нас оази направено каде што се чувствуваме добри и удобно, но знаеш преку ноќ може да го снема и ти пак се повлекуваш во истите вртлози на умот или на чувствата и емоциите. И затоа Светиот Дух е спореден со река која тече. Река која тече из нашите пусти периоди и покрај река се раззеленува. И дрвата добиваат големи крошни, и птиците небесни се населуваат, и луѓето наоѓаат почита. А корените се толку и толку длабоки. Затоа Давид кажува дека ние сме како дрва засадени покрај река. Амин. И ако погледнеме како слика, ќе видиме дека каде што има река, секаде има најголеми градови, сте приметиле? Каде што има голема река, или било каква да, само да е река, обавезно таму процутува се. Исус на крстот направи се ново, старото го зема, го обесили и на негово место дојде со ново. Интересно дека Христос уште пред да оди на крстот им вели на своите ученици во Матеј 16:24 да секој го земе својот крст и тргне по него. Исус им дава концепт на крст уште пред он да оди на крст. И интересно е што тука не поставуваат дополнително прашање ни Петар, ни никој, зашто не разбира. Не им е јасно. Дури Петар, ќе читаме, Петар, рипа, како ти ќе одиш, зашто пред тоа Исус им објаснува дека ќе оди во смрт. Нема шанси. Ние сме тука, зашто сме тука? Да се бориме за да преземеме власта и да ги избркаме римјаните. Но Исус вика, ти не разбираш. Дури кажува и потешко. Тргни се од мене Сатан. Остаги тие младети за друг. Истиот Петар кој 3 стиха пред тоа погоди кој е Христос. Го најдам момент. Тогаш Исус им рече на своите ученици, ако некој сака да тргне по мене, нека се откаже од себе си, нека го земе својот крст и нека ме следи. Зашто ептен ми е тазе, неколку сати јас ќе мора да се послужам со мојот пишан збор. Знаете како? Тука сум пишал, не знам зашто, ама ќе излезе зашто. Дека нашето јас или мое ни направило толку проблеми и ни потрошило толку време. Колку пати сум се заглавил сам себе си, за да Бог ме подсети дека не се работи за мене, се работи за Него. Се работи. И ќе те подсети, нели ти се откажа од себе и тргна по мене? Или ти се откажа од себе и тргна по мене? Што постојано твоето јас или мое? Изборот што дека е употребен го мисли токму тоа. Тоа е зборот, грчкиот збор, каква контрадикција, каква смисла за хумор има Господ за нас македонците? Да постојано се навраќаме на грчки зборови. Се што ни преостанува само да се смееме, така? Али фалам му на Бог исто така за грчките зборови и за грчкиот јазик, зашто е длабок. Да го најдам зборот. Зборот е апернесасто или аперномај. Томаш, дали ги изговорев правилно? Така? Еве јас ќе ти кажам. Аперномај, што значи да се негираш, да се одречеш, да се отфрли или да се занемари нешто. Дел од зборот значи да се свртиме со или кон некого. Да се свртиме кон некого или кон нешто. Што значи да се одречеме себе си за свртување кон Бог?
За да го разбереме ова подобро, ќе се вратиме малку поназад, да го видиме контекстот на целата средба. Ајде да видиме. Матеј 16. Денеска потопно, нели? Се потрудиме, верувам дека и газите рекоа ќе се потрудат да ја направат климата, па ќе биде уште хубаво. Ако не, Господ се потруди уште да е пролет. Исус ги прашува, што викаат, кој сум јас? А тие рекоа, едни велат дека си Јован Крстителот, други дека си Илија, а трети пак дека си Еремија, или дека еден од пророците. Тој им рече, а вие што верите? Кој сум јас? Одговори Симон Петар и рече, ти си Христос, синот на живиот Бог. Исус одговори велејќи, блажен си Симоне, сине Јонин, зашто тоа не го открија телото и крвто од мојот татко кој е на небесата. А јас пак ти велам дека ти си Петар и на таа карпа ќе изграда мојата црква и портите на адот нема да ја надвладеат. И ќе ги дадам ключевите на небесното царство, па се што ќе сврзеш на земјата ќе биде сврзано на небото, и што ќе разврзеш на земјата ќе биде разврзано на небото. Иако Петар ова го погодува, Исус му вика, тоа го ти го кажа духот, а не ти го откри крв, нели крв и тело, месо, како беше. Он уште не разбира што Исус му кажува кога вика ќе го земеш твојот крст и ќе одиш понатаму. И вториот збор, овој може го знаеш, Томаш, само да го најдам. Вториот збор што тука се употребува е арато. Да го кренеш. Буквален превод е да го кренеш од земја твојот крст. И не знам дали сте приметиле, али ќе приметите сигурно од сега, кога ќе ви кажам, многу од уметниците кога ќе цртаат распетието, кога го цртаат Исус на крстот го одвојуваат од земја. Некој ја сватил пораката, што сака да ја каже Матеј, тоа го пишува и Марко и Лука, и го нацрта буквално така. Значи, работата е новото создание, она што Христос го направи на крстот, да се одвои од старото создание. Дека нема ништо со старото создание. Дека сега Исус на крстот се направи ново. И ова го олеснува моментот, религиозниот наплив на чувства, дека ние треба да... Јас секогаш кога сум го слушал овој стих, чувствувам како некој едвај го носи крстот. Тоа Христос го направи. Ви текнува? Христос го носеше. Она што е наша задача е тоа да се согласиме, да го земеме новото создание во Христос, што знаеме дека е целосно одвоено од старото. Ние понекогаш играме улогата да се враќаме на старите работи. Бог не навраќа. Амин. Зошто? Зашто не се како се вика тоа, не се компрометира самиот себе или не се ајде зборот не се одрекува од тоа што го направи. Го разбираме овој дел. И затоа е битно да знаеме кој крст го носиме. Го носиме новото создание во Христос. Каде што Христос рече, се заврши. Се сврши. Амин. И ајде ова да го прочитам, сакам да биде баш како сум го запишал. Петар се уште мисли дека да се виде Христос значи слава и триумф. Иако тоа не е невистинито. Исус е славен и триумфираше над се. Дури на смртта.
Амин. Тоа не е пат на војна победа, туку пат на жртва и страдање, што ја плаќа цената за нашата грешност и ни покажува подобар пат до среќа и до исполнување, до радост и до исполнување. Но оваа патека е контраинтуитивна, се пише. Интуиција е кога нешто во нашите мисли и подсвест разбираме тоа што го гледаме како процес во другите луѓе. Но ова е контра од тоа. Што значи контраинтуитивност? За да се пронајде себе си, мора да се изгуби себе си. Така кажува Исус. Кој ја бара душата, ќе ја изгуби, и кој ќе ја изгуби душата во мене, ќе ја пронајде. Во давање добиваме. Значи, се испразнуваш, а си пол. Зашто очекувањето кој ќе се испразниш е да немаш и да позајмиш. А во Христос даваш за да се исполниш. Во умирањето се раѓаме за вечен живот. Вау! Да умреш за да се родиш. Параболата со семето, самиот Христос лично умре за да не роди повторно. Во воскресение, во сила и во слава. Амин. Ова сум пишал ми укажува дека земјата се врти околу сонцето, а не околу нас. Чиста вистина. Дебати од типот дали се врти земјата или сонцето околу се од надвор, за начајче. Али изреката или реченицата дека земјата дека се врти околу нас не е точно. Земјата се врти околу сонцето, а не околу нас. Така да повеќе видиме дека кога тргнуваме по Исус Божјото царство, кое се содржи во праведност, радост и мир, е примерно за нас. Кога ќе го видиме целото дело на крстот, тоа што направи Исус на крстот, тоа што го направи одејќи на кај патот за крстот, на патот за крстот, ќе видиме дека уствари Божјото царство сега е примерно, единствено примерно, ако можем да кажем, за нас. А што е со секундарните работи? И ова го подцртав, ова е нешто што мене многу ми отскокна додека пишува. Верувам дека и вас, еден човек ми рече, Иле, понекогаш не те разбирам што збориш и ми треба уште еднаш да ја преслушам. И така да, не дали ќе ме разберете или не, некогаш целата атмосфера на самата служба прави тоа да едноставно уживаме во атмосферата, уживаме во оваите зборови, но не да навлеземе подлабоко. И затоа ни се тие потреби на повторување. Повторување мајка на знаењето. Што значи тоа? Повторуваме во Божјото Слово, повторуваме во слушање на тие проповеди и никако да не изоставаме додека ги слушаме, да си отвориме Библија, па и ние самите да провериме. Нема подобро од тоа ние самите да провериме што точно мислел овој човек да каже. И понекогаш да се дојдеме до стација, па не е така, ја мислам дека е вака. Па ќе издебатирам со тој човек. И така да веќе кажаме дека само љубовта кон Бог, само Господ, само Христос и следењето Негово остануваат секојдневна и сеопфатна цел на животот. Сето ова не води кон тоа да разбереме дека само љубовта кон Бог, само Христос, само Бог е сеопфатна цел на животот. Сето друго, знаете како, и јас се наоѓам во таква ситуација кога зборам за Матеј 6.33, кога кажувам, а сето друго ќе ви се придодаде, како убаво е во првиот дел, ама ја второво го мислам. Ќе се придодаде ли, Господе? Ја верувам дека сите сме се нашли и се наоѓаме на таква ситуација. Ќе се придодаде ли? Можеме ли да веруваме, да бидеме доверливи дека барајќи го ќе се придодаде ова? Има ли смисла ова прво без второ? Луѓе си.
И тука сум пишал дека сето друго само ја исполнува службената улога во однос на таа главна и единствена цел. Сите други твои, ова добро слушнете го, не пишу занимања, интереси, не пишуваат титули, пастор, апостоли. Таму каде што си, рекове на почетокот, таму Бог не наоѓа. Така да сите други твои занимања, интереси, стремежи, дури и добрата, твоето добро, и идеалната љубов што ја имаме меѓу нас, или што има светот, и светот има љубов, со која се љуби еден со друг, така. И кога гледаш некој стварно се љубат, стварно се сака. Ја верувам дека и Бог таму става раце, не може поинаку. Не може да се сака некој без Бог да стави раце врз тие двајца. Јас сум за тоа уверен и можеме да дебатираме. Зашто нема добро без Бог. Амин. Сите други твои занимања, интереси, стремежи, дури и добрата, идеалната љубов не треба да бидат цел сама по себе, туку само орудие, средство преку кое треба да се исполни Божјата волја за тебе и за твојот живот. Вау, има смисла вториот дел од стихот. Има голема смисла она што Исус сака да ни го даде. Сака да ни каже, придодадено вие барете во Божјото царство. Не грижете се, зашто пред Матеј 6:33 Исус зборува за грижи. Зборува за грижи, нешто што одзима голем дел од нашиот мисловен процес, од нашиот живот, од нашиот духовен, од нашиот телесен процес, од нашата емотивен живот. Тоа се грижите. И тоа се едноставни тие грижи. Грижи дали ќе има, грижи дали ќе биде утре подобро, грижи за децата, грижи за самиот себе и грижи. И Христос вика, земи го моето бреме и мојот јарем. Јас сум мек, благ и во мене твоите грижи ќе станат минато. Тоа не значи дека секогаш работите ќе бидат завршени. Тоа значи дека ќе добиеш мир и радост да се завршат работите. Амен. Интересно е што во другиот дел Матеј го кажа, веќе ова го кажува зборот арато во буквален превод значи да го кренеш крстот, тоа што го зборува. Да го кренеме крстот. Не да го влечеме како нешто тешко. Не едва да го носиме, него да го издигнеме нашиот живот на земните нешта. Да го издигнеме делото Христово во нашиот живот врз земните нешта, што секогаш има тенденција ради гравитацијата да влечат надоле. Да го издигнеме. Амин. Лука во 9 глава 20 стих го дообјаснува она што го запишале Матеј и Марко. И вика секој ден. Ова Лука кажува прави го секој ден. Зошто? Зашто ние христијаните не живееме на стара слава. Амин. Ја бар не сакам да живеам на стара слава. Христовото дело е еднаш за секогаш. Наша е потребата да се подсетуваме на истото. Амин. Христовото дело е луѓе еднаш за секогаш тука да сме на чисто. Зашто мора да знаеме кога ги разговараме овие работи, кога зборуваме на овие работи, дека има два аспекти. Нашиот и Божиот аспект. Затоа луѓето се бунат со таа праведност. Аман тие со таа праведност. Како може човек? Нели пишува таму секој беше грешен? Беше. Мене Библијата ми е многу убава книга. Знаете зошто? Зашто не оди во детали да објасни. Да те повика тебе да се подлабочиш и да ја разбираш. Ние понекогаш, проповедниците од тука, во една реченица ќе кажеш праведност, па бргу да се објасни за праведност, да не сватат погрешно, па бргу за ова. Павле и компанија не го прават тоа. Имаат континуитет, зошто? За да се наврзаме на тој континуитет и ние да ги джвакаме работите, а не друг да не ги джвака. Амин. Јас верувам дека джвакањето е добра работа.
Јас многу малце жвакам. Данче само ми вика, жвакај бе, ало, ќе се удавиш. И секогаш шикам се давам. Искрено. Посебно кога си гладен. Мислиш дека ако голтнеш, побрзо и најмнеш, побрзо се доводиш. А уствари не чувствуваш ни вкус, тогаш ни мирис. Еден мој пријател знае да каже, треба да го поминеш минецата, за да ги осетиш сите вкусови такви какви што се. Да знаеш ово. И дефинитивно е така. Жвакањето не прави силни на вилица. Не ги зајакнува експресијата на лицето. Но и ги сочекуваме сите вкусови и мириси што поминуваат низ нас. Амин. А вкусна и миризлива е Библијата. Вкусни и миризливи се и нашите молитви. А посебно кога се молитви за друг. Согласуваме? Посебно кога се молитви за друг. Има сила во молитвата на праведникот. Има сила. Има сила уште поголема кога се молиш за друг. Секогаш кога ќе заборавиме на ова, добро е да се подсетиме. Амин. Дека има сила во молитвата на праведникот. И таа оди како пријатен, благопријатен мирис пред Бог. Така да Лука надополнува со тоа што секојдневно јадеме, секојдневно пиеме и секојдневно кажуваме се согласувам, Господе, со Твојата волја. Се согласувам со Твоето завршено дело на крстот. И поинаку не можам. Поради некои искривени религиозни гледишта на овој стих, ние се плашиме од него. За кревање на крстот. Многу пати сме се плашали. Зошто? Зашто мислиме дека треба да поминеме истата голгота што е поминал Христос. И да, некој е поминал. И некој поминува. Но имаме првенец на кој можеме да се ослониме. Имаме првенец на кој можеме да му предадеме. Пред 4 години памтам, еден човек дојде рече, силен човек си, али не мора се да носиш. Прекушти некој друг да носи. Тоа е Христос. И ја верувам дека секој еден за нас, што го познава Христос, се наоѓа силен во себе, дека може да носи. Но ајде да не носиме се, и потребно и непотребно, но да му предадеме на Христос. Он може. А наместо да се плашиме, треба да знаеме дека уствари тој е суштински. Да се согласиме со неговото дело на крстот. Да го издигнеме неговото дело на крстот над земните нешта. Најде во Колошјани 3 глава 1 стих и тука негде би завршиле. Зашто Павле дава едно феноменално објаснување во неколку стиха на се она што јас сакам да кажам. И тоа нека ни биде една домашна задача. Домашна задача за дома, па се разбира, че на домашна за дома ќе биде така. Колошјаните, јас ќе прочитам малце повеќе, тој како ударен нека биде. Колошјаните. Вчера ми се скина да го читам, како се изнервира, викам, како можеш да скинам? Сите ми се скинати веќе, а многу малку ги има, посебно овие. Како злато се. Да, вчера сам го зборев на млавето, на заминување да ставим еден под джеп. Се ми е опростено, знам. И одиме од 2 глава, негде од 20 стих. Ако веќе умревте со Христос за првобитните принципи на светот, ако веќе се согласиме со делото на Христос во крстот и се издигнаме над принципите на овој свет, парафразирам, зошто им се починувате на прописите како уште да живеете во оној свет? Не фаќај, не вкусувај, не допирај. Знаеш како? Ова е интересна работа. Ние знаеме да отфрлиме од нашиот живот,
ама многу пати сакаме да му ја наметнеме на друг. Со тоа што не. Джиш таму, така. Джиш. Се што пропаѓа со употреба според човечките заповеди и учења. Овие нешта навистина изгледаат како мудрост, така, поучуваме и мудри сме, немој да фаќаш таму, тоа не е дозволено, ти не можеш ова, не можеш она. Мислам дека ме разбирате дека не одам во крајност, него сакам само да дадам една перспектива небесна, како овие работи, оно што прочитаме второстепените, имаат сила во нашиот живот. Дека не е обратно. Овие нешта навистина изгледаат како мудрост, која се состои во самоволна небожност, лажна понизност и непоштедена строгост кон телото, а немаат никаква вредност, туку се само за угодување на телото, само за угодување на нашите идеи. Сестра ми не можеше да се помири со идејата дека внука ми ќе се мажи и жени секојаш ми ќе се мажи и дека ќе раѓа деца. Знаете зошто? Зашто имаше идеја да го заврши факултетот лице. Знаете зошто? Зашто она не го заврши и сомнеш. Ева силата на овие стихови. И така, ако сте воскреснати во Христос, барете го на што е горе. Што бараме? Матеј 6:33. Вау! Каде што е Христос седнат одесно на Бог. Мислите на она што е горе, а не на она што е на земјата. Еве го, Матеј 16. Зашто умревте и вашиот живот е скриен со Христос во Бог. Амин. Ајде уште еднаш. Зашто умревме и нашиот живот е скриен во Христос во Бог. Со Христос во Бог. А кога се јави Христос, нашиот живот, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава. Затоа умртвете ги земните органи на вашето тело за блуд, нечистота, страст, зла желба и алчност, која е идолопоклонство, заради кој доаѓа Божиот гнев, а во кој и вие некогаш одевте. Се сеќавате некогаш кога одевме? Кога живеевте во нив? Но сега, отфрлете ги и вие сите овие нешта. Гневот, јароста, злобата, хулење и злоупотребата на говор. Како ми отскокнува злоупотребата на говор, синаќа, али тоа може би некогаш нека друга тема, али може да се примети во овој наш балкански менталитет, таа злоупотреба на говор. И највеќе, ако сте приметиле, посебно тие развиени земји, ние балканци ја кудиме, ама не е толку и лош. Ама највеќе во тие развиени земји, каде што се борат за слобода на говорот, се злоупотребува токму истиот тој говор. Се согласуваме? Зошто? Зашто на име на некои идеи, идеали се потиснуваат други. Не лажете се еден друг, зашто веќе го соблековте стариот човек со неговите дела и се облековте со новиот човек, кој се обновува во целосно познавање според ликот на оној кој го создал, каде нема веќе грк ни евреј. Така да можете да речете, тој не е грчки јазик. Обрежан и необрежан, варварин, скит, роб и слободен, туку Христос е се и во се. Затоа целата проповед беше Христос, а не ние. За Христос е, не за нас. И така, како Божи свети и мили избраници, облечете се со милосрдно срце, љубезност, понизност, кроткост и трпеливост. Оно што го збореме за Божјото царство. Понесувајте се еден со друг и проштевајте си еден од друг.
Многу има сила во простувањето. Саше, вчера имаме, ден честитаме тука од нашава црква на Давид, и на, како се викаше? Кристина. И на Кристина. Нека Бог ги води, ги благослови, на вистина да бидат пример за како тоа изгледа брак, како тоа изгледа Божи брак, Божие составување на нештата. Имете ги во молитва и нив, они се млади, тек сега ќе ги гледаат работите, но ќе гледаат целата бавина. Јас ич не се сложувам кога ќе им нанесуваме бреме од типот на ќе видиш. Амин. Ќе видиш убавени луѓе. Нашите идеи на тоа што е убаво понекогаш не заприснуваат да мислиме дека се е против нас, а посебно жената. Пред служба некој ми рече дека ќерката ѝ рекла: само ти немој да ми зборуваш. Ја викам, мене жена ми секој ден ми вика: сите нека ми зборат, само ти немој да ми зборуваш. И во тоа е убавината. Амин. Така да ги благословуваме и Саше, да не избегаме тоа. Саше, кажем на пастор Саше Вулетич, кажем на многу убава работа во контекст на ова што го прочита. Извини е мал збор. Да побараш прошка е истинскиот начин. Многу убава работа. Поднесувајте се еден со друг и проштевајте се еден на друг. Ако некој има поплака против некого, како што Господ ви прости вам, така проштевајте и вие. А на сето тоа облечете се во љубов, која совршено сврзува се. Амин. Луѓе, љубовта е излеана во нашите срца. Ние сите имаме јакни за носење, но ги облекуваме така за да не стоплат. Така да свесноста дека љубовта е излеана е нашето облекување во Божјата љубов, што е излеана во нас. Зашто на почетокот кажаме дека подзабораваме за тоа не да се наметнуваме, него да се закопчаме да горе со Божјата љубов, која сврзува се во совршенство. Амин. Тато, фала ти Господе, за тоа што можеме да дојдеме пред Тебе послободени и растеретени од минатите нешта, Господе. Фала ти, Господе, што со Твојата жртва на крстот не издигни и нас од овие земни работи, Господе, од овие земни нешта што по гравитација не притекуваат, Господе. Ние прокламираме, Господе, да она што тука го пишува влезе во нашите срца како нешто што ќе ни зависи животот и да реагираме на таков начин, Господе. Фала што си направил црква и луѓе што лош збор не излегува нашата уста. И ја верувам дека тоа ќе го градиш повеќе и повеќе, што тоа е потребно на Македонија и на Балканот, Господи, и на светот. Фала ти, Господи, што наоѓаме одмор од напнатоста во овој свет, за да добиеме сила, за да можеме да го разбереме овој свет, Господи. Алелуја. Фала ти за секој едно срце што тежне и копне да те види Тебе, Господе, во слава. Фала ти што ти чукаш сега во нашите срца и ние ги отвараме, Господе. Фала ти што не сме се закоравиле, него напротив ги отвараме. Да пристапуваме широко градно. Алелуја, Господе. Фала ти што заедно можеме повеќе, Господе. Фала ти, Господе, што тоа што ти го направи на крстот, тоа простување, сега е меѓу нас да можеме и ние да се простиме, Господе. Ако не треба сила, ти си тука да ни ја дадеш. Фала ти, Господе, за секој еден што се соочува сега со недвумици како од утре. Недвумици за како на работа, недвумици за како со колегата или колешката, недвумици за како у школа, недвумици за се оно што ни представува пречка, Господе, да можеме да растеме и да согледаме Твојата совршена волја. Ќе ни дадеш мудрост да можеме да надминеме тоа. Фала ти, Господе, што си прекрасен. Фала ти, Господе, што имаш прекрасни мисли и замисли за нас. Мисли за иднина и за надеж. Те благословуваме ние, Господе, зашто Ти нас си не благослови. Ти се предаваме Тебе, Господе, зашто Ти се предаде за нас. Алелуја.
палати во Твоето најсвето име Исус. Амин.